Уповски, како функционира театарот во Словенија? Дали тој е мртов во Словенија? Знаеш, тежок ми е овој збор мртов. Многу ми е страшен. Добро, дали е во кома? Вештачки дали се одржува? Да. Сите термини од секојдневниот живот, најчесто од медицината, ги префрлуваме во сите други сфери, па такви се тие дефиниции мртов, кома, респиратори. Кога почна есента, работите изгледаат добри, значи имавме проби, игравме пред публика, сите носеа маски, и тоа беше, не верувам, речеме, баш ме интересираше да проверам колку луѓе се заразиле со тоа што дошле на театарска представа и носиле маска. Нема таква, да речеме, такво истражување, мислам дека немаше заразени. Сега на сите ни е јасно, нема што да се правиме храбри и да инсистираме на нешто што во моментов нема никаква логика. И ние сме повлечени, представите се повлечени. Јас имам проби, почнам да работам Ромео и Јулија, ги прекинав пробите, од утре продолжувам пак со помал број на луѓе, да речеме, на глумци, за 20, 3, 4 максимум, маски мораме да носиме. Од една страна, тоа е доста депресивно и луѓето се нервозни од се ова, мислам, се стварно е напорно. Од друга страна, јас мислам дека мораме да се однесуваме максимално одговорно. Мислам, ништо нема да постигнеме ако се правиме херои. Сега во театри во Словенија се затворени, не играат представи, значи нема. Во одредени театри има проби. Така и кај мене во Марибор, проби течат. Ето, мислам, нас многу ни значи што можеме да пробаме, затоа што на некој начин функционираш и животот ти има смисол. Ако тоа ќе го изгубиме, имавме обиди да пробаме на Zoom, па на Skype и така. Дали е можно театарски представи да почнеме да гледаме така да изгледа и иднината всушност онлайн, интернет? Кога театарските представи ќе станат онлайн интернет, тогаш мислам дека и животот ќе стане онлайн интернет. Па тој веќе е станат. Гледање на театарски представи преку видео е како лижење на сладолед преку излог. А тоа важи за живот, без контакт, навистина тоа ќе се претвори во нешто сосема бесмислено.